Најново издание на меѓународната анализа на Слободен печат во живо. Зборуваме и за регионот, зборуваме и за светот. Со мене веќе во студиото е Дејан Андоновиќ. Ќе опфатиме повеќе точки денеска во нашата утринска анализа. Па практично има повеќе точки, светот се движи во негативна смисла, за жал. Сите овие анализи кои ги правиме врз основа на некои геостратешки поместувања и војни, каде што ги бележиме дневните актуелности, но и некако се обидуваме да објасниме каква е од прилика геостратегијата во моментот. Се разбира, не можеме да знаеме што за во иднина, но она што во денот го носи можеме повеќе или помалку да го објасниме, но јас денеска би почнал првен со нешто што можеби беше почеток на се во ова. Многумина меѓу кои јас лично сметаме дека токму тоа беше почетокот на овие денешни случувања. Тоа е преседанот кој пред 26 години НАТО Сојузот, НАТО Алијансата, односно 19 земји членки на НАТО тогаш го започна нападот врз тогашната СР Југославија. За помладите гледачи, СР Југославија беше резултат на распадот на СФРЈ и во него беа две држави денеска независни, односно три веќе, а тоа беше Србија, Црна Гора и Косово, кој беше дел од Србија. Како резултат на тие немири на Косово пред 20 и неколку години и реакцијата на тогашното владење режим, кој како ќе го нарече на српскиот претседател, односно, да, беше претседател на Србија Слободан Милошевиќ, па потоа стана и на СР Југославија, поради некои наводни обвинувања за геноцид врз албанците на Косово и репресивните мерки на српската полиција, која пак не им дозволуваше на тамошните граѓани да се отцепат од Србија, НАТО одлучи без дозвола на Советот за безбедност да започне бомбардирање врз СР Југославија. Целта беше, се разбира, да се удри врз тогашната војска и полиција која беше стационирана на Косово, а беше релативно силна, бидејќи беше целото вооружување, техника и луѓето од претходната ЈНА, која беше, да кажеме, на 6 држави, 6 републики и 2 покрајни, на 22 милиона, од едношка на 8 милиона луѓе, силна армија. И почна нападите. Преседанот, зашто реков, ми се чини дека тој почеток на бомбардирање на Србија и Црна Гора и Косово е преседан, бидејќи тогаш практично се отвори пандорината кутија на тоа дека не владее меѓународното право, односно никој не му дозволи на НАТО, а НАТО сам презема мерки со одлука на тогашниот генерален секретар на НАТО Хавиер Солана, кој одлучи со НАТО командата, се разбира, да бомбардира цели врз СР Југославија. Беше идејата да се гаѓаат војни цели, но имаше многу цивилни цели. Јас случајно не го зборувам ова, бидејќи бев, за разлика од други настани кои денеска ги коментирани, бев директно сведок на сите тие случувања, бидејќи како известува член на телевизија од Македонија тогаш, поминав повеќе од 40 дена и во Србија и во Косово, и бев сведок буквално на сето она што се случуваше. Билансот 78 дена бомбардирање, билансот околу 1000 војници и полицајци, од 1500 до 4000 цивили, не е утврден уште бројот. Официјално 79 деца загинати во сите тие бомбардирања, многу илјади осакатени, повредени и луѓе озрачени од тој осиромашен ураниум што гаѓаше НАТО. Целта беше да се повлече српската војска од Косово. Таа на 10 јуни се повлече 1999 година со воено-техничкиот договор од Куманово, кога тогашните офицери, генерали на НАТО и на тогашната војска на Југославија го потпишаа договорот. Тоа не беше пораз, не беше потпишување на пораз, туку беше договор српската војска и полиција да се повлече од Косово, за да се смират работите, НАТО силите да се распоредат на Косово и после некое време во тој Кумановски војно-технички договор да се вратат 999 српски војници кои до ден денеска не се врати. Реков преседан, бидејќи беше бомбардирана една суверена држава или еден режим
кои може да го решат на поинаков начин доколку смета дека е режим, но тие бомбардираат целата таа држава, значи и Србија и Црна Гора. Бев сведок како се уриваат мостови, бев сведок какви грешки се случија за време на бомбардирањето да се погодат породилишта. Бев сведок како се рушеа, значи, мостови, еден воз во Грделишка клисура тука блиску. Сето тоа беше, и сите напади беа изведувани од бродовите на НАТО на Јадранското море и од авионите кои овдека ние во тоа време, можеби ќе ги потсетам гледачите кои не гледаат, а се сеќаваат, со ноќи и денови лета авиони ги слушавме тие прелети, иако тогашната наша власт не убедуваше дека од наша територија не се напаѓа Србија и Црна Гора. Се на се, едно лошо сеќавање на една трагедија, би рекол, независно кој е виновен, не беа виновни тие обични луѓе таму. И што имаме денеска? Денеска имаме, значи тогаш се направи преседанот, кој подоцна го видовме во Ирак, го видовме во Либија, во Афганистан, и да не ги набројувам каде се, па и во Украина денеска. Ке потсетам дека денешната војна на Русија против Украина, кога се брани Путин, кога го обвинуваат од Западот зошто е напад на Украина, тој секогаш велеше: вие нападнавте ЦР Југославија 1999 година и го отворивте преседанот, веќе да не владее меѓународното право. Сублиматот денеска го гледаме дека тоа беше новиот светски поредок кој почна и официјално, каде што денеска големите без никакво образложение напаѓаат помали и се ги решаваат своите геостратешки интереси кои ги имаат. Тука би запрел, само би кажал на крај дека еве 26 години подоцна, каде што бевме сведоци на една голема војна, беше војна, дефинитивно голема, не можеме да ја споредиме со оваа сега во Украина, но беше војна, особено во овој дел од Европа, каде што цивилизацијата е веројатно поинаква. Денеска имаме само и понатаму преседани на големите кон малите. Денеска гледаме генерации кои раснеле во тие војни услови, па денеска се полни таблоидите со разноразни девијантни настани од убиства, самоубиства, насилство и сето ова. И 26 години подоцна, светот не само што не стана подобар, туку стана и многу полош, зашто ќе зборуваме после овој настан. Ви ги прочитам, мислите, две прашања имав, но не сакав да те прекинам. Велиш дека си бил присутен таму и со бев репортер, да, известував за 26 години потоа, веќе спомена некои моменти на кои што се сеќаваш, си бил очевидец на некој начин. Па бев, да, бев очевидец. Што се сеќаваш еве сега 26 години потоа, како се чувствуваш кога зборуваш за тоа, со оглед на тоа што се работи за војна, се работи за нешто што не е лесно еден новинар да го известува? Многу мене повеќе ме загрижува тоа што 26 години подоцна ништо не отишло на подобро, него отишло на полошо. Зборувам за маниродно однесување во светот. Денеска и Србија и Црна Гора еве ги гледаме, сме биле, и Косово веќе се во еден друг правец, но косовското прашање што беше причина за тоа бомбардирање до ден денеска не е решено, и ти самата се сведок као новинар дека се уште не се решени тие работи. Тоа е онаа приказна на замрзнат конфликт. Што се однесува на теренот, трагично беше да се гледаат некои градови кои јас сум бил таму и сум одраснал, како што се, не знам, Нови Сад, Белград, не би сакал са понатаму да навлегувам, каде што гледаш како ги рушат оние мостови, како ги рушат, каде знаеш, у секоја војна војните цели се прецизни, но секогаш се случува и да има грешки. Имаше многу грешки, таму беа погодени породилишта, беа погодени цивилни објекти, многу луѓе настрадани, кривини должни. РТС, денешната српска државна телевизија, која се уште ја инкриминираат дека лошо известува, таа вечер ја бомбардира во време кога има вести околу 11 часот, ме се чини 23 часот вечерта, каде што настрадаа наши колеги ни криви ни должни затоа што ширеа пропаганда. РТС се бореше со пропагандата на CNN во тоа време, кој е несомнено посилен и поглобален, но тие сепак стрелаа врз еден објект што по сите меѓународни закони секој има право да информира, а тоа го гледаме и денес како забележуваш.
Забранети се, например, руските медиуми, за да бидат само западните. Така и тогаш немаше интернет, немавме социјални мрежи, Тоа ми беше, имавме телевизија. Денеска ми ги читаш мислите. Да, телевизија или радио и беше јасно. Како беше известувањето тоа? Така беше, центарот беше РТС, урнете го РТС, ке нема со што да се борат со пропаганда. Имаше пропаганда и таму, нормално, беа воени услови, имаше често пресконференции и паралелно во тоа време се појави еден тип, се викаше Джейми Шеј, кој беше портпарол на НАТО и тој ги удри новите, да кажеме, правила на политичкиот маркетинг и пиар, па има една интересна изјава, имаше многу интересни изјави за тоа кога ги го прашаа новинарите во Брисел. Инаку да ти кажам дека и Борис Џонсон беше еден од тие таму новинари во тоа време што подоцна беше премиер, каде што велеше дека што и да се случи, ќе кажеше тоа е само грешка, ништо повеќе. Значи на прашањето погодивте породилиште, па добро, грешка е, одиме понатаму, не се не извинува, така да тоа беше еден почеток на еден нов светски поредок, кој беше шокантен за сите нас, а денеска стана најнормална работа, па ако денеска му забележувате, не знам, на портпаролот на Кремљ Песков, ќе ве потсетам дека пред 26 години Джейми Шеј истото го кажуваше од позиција на НАТО. Тогаш НАТО ја напаѓаше СР Југославија, денеска Русија ја напаѓа Украина и некако, знаеш, Пандорината кутија се отвори и таа оди само на полошо и луѓето за жал во светот имаат кратко памтење и забораваат, а има една стара изрека која вели кој не памети повторно ги проживува истите трагедии, затоа и ова денеска го кажувам како не е анализа, него како подсетување да не се повтори на овие простори и покрај тоа што ова што го гледаме во светот како да станува нормално, па види 99-та ја нападнавте Србија, сега ние ќе нападнеме поголемите ги нападнат помалите без дозвола на Советна безбедност. Ке потсетам, Советот за безбедност со Обединетите нации не дозволи, они ја нападнаа подоцна и Ирак беше нападнат 2002 без дозвола на Советна безбедност. И ќе потсетам на крај дека за време на тие бомбардирања, освен што имаше многу цивилни жртви, беше погодена и кинеската амбасада во Белград, погрешка случајно или не знам, кинезите тогаш не изреагираа, дали такво беше времето, но не верувам дека денес како погодеа таква амбасада немаше да има нешто како контрареакција. Се на се едно лошо време, еден лош спомен и ми се чини дека се уште врз граѓаните на особено Косово, Србија и Црна Гора, обичните граѓани, освен што не е све решено, останаа тие последици од осиромашениот ураниум с големи бројот на заболени од рак и од тумор од таа муниција на осиромашен ураниум, а и јас слободно ќе кажам, многу генерации ги имаат траумите и ден денеска и тоа се гледа по овие денешни дневни билтени кои ги читаме од нашиот северен сосед, ова се случило, она се случило, па нормално тие беа буквално 78 дена гаѓани со бомби, со ракети, со проектили, со сето она што до тогаш ние обичните луѓе го немавме видено. Имаме уште неколку точки за дискусија, она што се случуваше викендот и утринава, известувања за светските актуелни случувања, имаме војни. Турција е исто актуелна во последните неколку денови. Имаме ли некакви новости кои што можеме да ги заокружиме? Па кратко само, пошто малце подолго зборевме за ова историски факт. Денеска продолжуваат втора рунда разговори Киев-Москва во Ријад, значи украинска и руска делегација денеска треба со посредство на американска делегација да ги утаначат деталите од првата средба за некаков договор да запрат да дојде до примирие меѓу до конечно примирие. Барем примирие, значи тоа не е мир или прекин на огнот, ако сакаш. Уште подобро бидејќи на теренот како да е војната сега почната, така се борат, многу е жестока. Ќе видиме што ќе се договорат. Вчера американската делегација се сретна со украинската тет-а-тет, каде што американците сега полни со оптимизам, како што и беа во првиот пат. Денеска очекува да има некакво предоговарање, додоговарање и помак во овие разговори, бидејќи американската страна денеска ја демантираше украинската дека
и Европа, дека Русија и Путин планира да ја напаѓаат и Европа. Тие самите рекоа дека Путин не планира, туку ќе се разговара околу Црното море, значи таму тамошната безбедност, бидејќи таму практично војната околу Црното море е можеби најглавна за САД, за Украина и за Русија од аспект на држави, од аспект на геостратегија кој ќе го држи Црното море. Сега Кримскиот полуостров го држат русите и тој ќе остане. Русите бараат да им бидат признаени оние сите 4, односно 5 региони кои се освоја. И сега тука ќе видиме што и како да не губиме време, ќе видиме во текот на денот дали ќе има нешто да се договорат или повторно ќе се договорат дека ќе се договараат следен пат. Што се однесува до Израел, таму исто така продолжува жестоки напади на Израел, значи мировниот план на Трамп, не ќе да го повторувам како да е пропаднат, иако тоа они не го признаваат, бидејќи беше постигнато примирие прекин огнот со Хамас, се прекрши и почна војната. Израел напаѓа во Газа, Израел напаѓа во Јужен Либан. Значи нема никакви промени во однос на теренот од она што беше пред да дојде Трамп, кога рече јас кога ќе дојдам ќе ја запрам војната. Не ја запра за кратко, но да. 24 часа имаше. Причината е јасна, Хамас не ги пуштал непреостанати израелски заложници и Хамас пак има аргумент дека не може да ги пушта заложниците бидејќи Израел ги прекрша договорите и тоа нема крај. И тоа е Блискиот Исток и тоа трае 60 Магичен години. круг. Еден зачаран круг од кој никако да се излезат, а секојдневно и во Украина и во Русија и во Газа, па и во Израел гинат луѓе како резултат на овие битки. Што се однесува до третото жариште, а се нарекува Турција, Екрем Имамоглу, човекот кој беше градоначалник на Истанбул и човекот кој е најсериозен кандидат на предстојните претседателски избори да ја загрози 20 годишното владење на Ердоган со Турција, е уапсен поради корупција. Изминативе 4 дена бевме сведоци преку интернет, за разлика од она со НАТО, каде што можевме да бидеме на теренот, ова не можеме да видиме, но бевме сведоци на огромни протести, големи протести, насилства на улиците на Истанбул. Не беа тие нешто многу големи, сме гледали поголеми во Турција, но големи, 4 дена трајат. Имамоглу е во затвор и суспендиране од функцијата градоначалник на Истанбул. Се очекуваат денеска нови протести. Ќе видиме дали овие протести може да прераснат во оние кога пред точно 11 години на плоштадот Таксим дојде до огромни протести против Ердоган, тогаш Ердоган направи што направи, да не подсетувам. Дали ова може да му ја размрда функцијата, фотелјата и шансите за предстојните претседателски избори, ќе видиме. Факт е дека Имамоглу има добар рейтинг, факт е дека Имамоглу на последните избори успеа, иако Ердоган победи, успеа да ги освои најголемите 3 града, а тоа се Измир, Анкара и Истанбул, не знам уште кој. Значи Ердоган победи, но победите на Имамоглу во овие големи градови му беше знак на Ердоган дека добил сериозен контра опонент на предстојните претседателски избори. Тоа го следиме таму како што го следиме и се разбира ова околу нас, за крај на Србија да се вратиме, па и Република Српска, и таму работите се. Гледам изминативе денови, за викендот видовме по српските градови протести. Не беа тоа студенти, тоа повеќе беа незадоволни граѓани и опозиција кои се обидоа насилно да влезат во чачак во градската управа. Во Ниш го нападнаа градоначалникот и сега да не навлегуваме кој кого нападнал, кој што е и како е, но гледаме она што исто како и овие протести што се во Турција и кои најавуваат дека може да се радикализираат, се и овие во Србија. Зошто? Бидејќи актуелната власт на претседателот на Србија Вучич почува да се мобилизира, да направи контрамитинг на овие митинзи на опозицијата и студентите. За 28 март најавува најголем митинг во историјата на Србија и на Белград, каде што ќе ги собере, каде што идејата му е да ги собере своите приврзаници и да им покаже на овие што протестираат дека тој и неговата власт се повеќе од овие што се против, што па е наставно од висок ризик, бидејќи полека митинг, контрамитинг може да дојде до сериозни судири меѓу самите граѓани. Значи, тоа е нешто што го гледаме и како за крај
Република Српска и она што се случува со нивниот претседател Додик, претседател на Собранието на Република Српска и премиерот на Република Српска, кои треба да бидат според Федералниот суд во Босна и Херцеговина уапсени во притвор поради обвинението и пресудата, тие најавуваат своја држава, најавуваат гранична полиција, најавуваат по секоја цена дека Република Српска ќе излезе од Федерацијата на Босна и Херцеговина, бидејќи, како што вели самиот Додик, веќе не е функционална држава. И она што е нова, го зборев, ми беше повод за целата приказна, е дека Додик најави дека повторно ќе се кандидира за претседател на Република Српска, што ќе биде и сигнал дали и босанските срби го поддржуваат со оваа политика или тој ќе замине како едно лошо минато. Благодарам, Андоновиќ. Имавте можност и прилика да погледнете уште една утринска анализа за меѓународните случувања, но и регионални случувања најактуелни, кои што можете да ги гледате секоја утро во рамките на нашата утринска програма. Имам уште нешто да ви кажеме, останете со нас.